претходно треба добро да се размисли, затоа што разводот на бракот носи своји последици. Па страдаат сите што се вклучени во тоа, нели? Сопругот, сопругата, многу страдаат децата. Потребно е партнерите да имаат јасна и ефикасна комуникација за сопствените потреби, желби, емоции, како би изградиле, со што би изградиле мост на блискост. Секој седми брак во Македонија завршува со развод. Во последните години драстично е зголемен бројот на разведени бракови и годишно е повеќе од 2000. Бројот на разводи лани пораснал за 9,4% во споредба со 2022 година. Најмногу бракови биле склучени во август, а најмногу разводи имало во декември. Најмногу се разведуваат луѓето од 35 до 39 години. Во ова издание на Само прашај и за проблемот со малолетничките бракови. Останете со нас. Кога бракот станува затвор за еден или за двајцата сопружници, неизбежен е разводот. Статистиката покажува дека според трењето на брачната заедница најмногу разводи се случуваат во период од 5 до 9 години по склучувањето на бракот. Законот за семејство уредува два начина на поведување постапка за развод: спогодбен развод или тужба за развод од едниот брачен другар. Така да, во случај да странките одлучат да се разведат, најповолно би било да се консултираат со стручно лице кое што ќе им ги објасни сите нивни права и обврски, како во текот на постапката за развод на брак, така и за оние правни последици кои што следуваат после бракот. Така да, брачната заедница се разведува на два начина, и тоа со поднесување на тужба за развод на брак, кога странките не се усогласени, значи дека сакаат да се разведат со спогодбена волја, или со предлог за спогодбен развод на брак, кога странките можат и претходно да се договорат, значи на кој начин побрзо, поцелисходно и поекономично ќе го разведат бракот. Така да постапката почнува со тужба или со предлог за спогодбен развод пред суд. Надлежен суд е судот кој што е надлежен за согласно последното живеалиште заедничко на странките. Браковите не се распаѓаат преку ноќ, а разводот не е резултат на еден инцидент, велат психолозите. Напротив, на тоа претходи емоционален процес и разни дисфункции кои траат известен период. За жал, како и сите ние, нели само некој што ќе дојде до развод, имаме обичај да ги ставаме проблемите под тепих. Научени сме да живееме со нашите депресии, со нашите анксиозности, со паничните напади, со нашите незадоволства, со стравовите, да ги ставиме под тепих, утре ќе заборавиме, па ќе продолжиме. Ама работата е во тоа што таквите еднашка појавени емоции не се поништуваат. Ние можеме да ги потиснеме, ама тие ќе си останат со истата емоционална силина со која што се појавиле. Со годините, или како бракот оди понатака, се појавуваат нови ситуации, нови проблеми, затоа што животот е таков. Не е само љубов, не е само секс, не е само радости, заеднички убави моменти, но и многу проблеми, затоа што животот нормално ги носи проблемите. Расте незадоволството од партнерот, од животот, од бракот, од себе си, почнува да смета во секојдневното функционирање, во професионалното функционирање, во тоа како се воспитуваат децата, има страшно големо влијание и на крајот доаѓа до моменти кога сето тоа експлодира и завршува со разводи. Во Центарот за социјални работи функционира службата за брак и семејство и заштита од семејно насилство. Социјалните работници им даваат совети на брачните другари за надминување и облажување на проблеми кои неповолно се одразуваат на партнерските, родителските и семејните релации. Според правните застапници, постапката за спогодбениот развод на брак е поедноставна. Во постапката по тужба, трошоците можат да надминат и 60.000 денари. Оделот за брак и семејство е надлежен за спроведување на мировната постапка, изготвување на мислење, на доверување на дете при бракоразводна постапка,
услуги на стручна помош и поддршка при нарушени партнерски и брачни односи, како и уредување и одржување на личните односи и непосредните контакти на детето со родителот со кој што не живее. Советувалиштето пак дава услуги на советување преку советодавна работа, односно советувалишна работа, психосоцијални услуги и психосоцијален третман на семејствата со цел превенирање, ублажување и надминување на последиците на корисниците со нарушени партнерски и семејни односи. Јас секогаш ги советувам странките дека треба да се размислува и што после донесување на правосилна пресуда за развод на брак, така да доколку има услови, истите да пробаат да се спогодбат, доколку сепак е возможно истото. Тужбата за развод на брак сепак е подолготраен процес кој што бара и утврдување на факти, приложување на докази, утврдување на вина за разводот на бракот, повеќе трошоци за странките, додека со спогодбениот развод на брак постапката е поедноставна, посебно и кога се изродени деца за време на бракот, на начин што со постапката за по тужба, значи по поднесување на тужбата, предметот веднаш се праќа до Центарот за социјални работи, на начин што Центарот е должен во рок од 3 месеци да спроведе постапка, на начин што на судот ќе му достави мислење како смета дека треба да се уреди начинот на чување, доверување и издржување на децата. Односно, кај кој родител предлагаат да припадне малолетното дете, а кој родител да се задолжи со издршка. Стручниот тим при службата, значи за брак и семејство и заштита од семејно насилство, врз основа на спроведената стручно-методолошка работа која што ја спроведува со децата, во зависност од возраста на детето, потребите, интересите, наклонетостите на детето со родителот, поврзаноста на детето со родителот, значи донесува мислење, меѓутоа тука сепак се зема во предвид и ставовите и мислењата на родителите. И целокупната слика се добива за целото семејство и се донесува мислење кое што се доставува до надлежниот суд. Чувањето, доверувањето и издржувањето на детето сепак е со одлука на надлежниот суд и судот не е врзан со мислењето на Центарот за социјални работи, меѓутоа од мојата пракса најчесто се покажува дека во повеќе од 99% дека судовите ги прифаќаат мислењата на Центарот за социјални работи. Според психолозите, разводот на бракот е тешка, мачна и чувствителна тема за секој кој го минува овој трнлив пат, но најмногу страдаат децата. Центарот за социјални работи како орган на старателство со стручни совети им помага на родителите и децата што побезболно да ја поминат семејната криза, одговорени за спроведување на мерката надзор над вршење на родителското право. Па страдаат сите што се вклучени во тоа, нели сопругот, сопругата, многу страдаат децата, затоа што децата не можат да го сменат сето тоа, они се паталци, нели, оние што патат, одлуките ги донесуваат возрастните, начинот на живење во семејството го прават возрастните, децата само се присутни тука и патат од сето тоа што се случува. Роднините, родителите, бабите, дедовците, значи сите тие кои се одоколу, нели, се и секундарно травматизирани од она што се случува во бракот, а последицата од сето тоа е да страда целото општество, затоа што тие луѓе стануваат помалку ефективни на работа, помалку социјално се акомодирани во живењето. Така да навистина тематиката, или брак, одржување на брак, пропагање на бракот, разводите е нешто што е многу важно за целата социјала. Родителите мора своите деца да ги стават настрана од конфликтите и настрана од одлуката за развод, со што децата неретко одлуката за развод ја препишуваат на самите себе, ја превземаат одговорноста или чувствуваат вина за тој чин.
Особено е штетно, значи, кога родителите ќе ги вклучат нивните деца, намерно или случајно, не секогаш вклучувањето на децата е намерно, меѓутоа најчесто едниот родител се жали на детето од другиот родител. Тоа кај децата за време на разводот често се појавува изголемена одговорност, независност, но и зависност меѓу браќата и сестрите, меѓу децата. Но што велат граѓаните? Кој е според нив рецептот за успешен брак, а кои се причините за развод? Да ги слушнеме одговорите од анкетата што ја снимивме. Бракот е компромис. И оние прво као љубовна категорија почнува нели со љубов, после станува економска и треба тука да издржиш и да си го продолжиш, да си ја негуваш и љубовта и другите работи што требаат во животот. Многу причини, има разни причини. Не е само една причина за што се оставаат. Таков е животот, превише модерен. Од два зла човек бира мање, да вам кажем. Ако не иде живот у заедници, у хармонии, у љубави, у слози, онда е боље да се разведу. Али ја мислим да ако луѓе изроде децу, двое, значи муж и жена изроде децу, да би требали да учине све да доđe до неке слоге, до неке, како да кажем, до неке хармонија, да живеат. Ја мислам дека несташицата, парите, нетрпението едно кон друг, презаситеност во бракот, може би треба некој баланс, повеќе да се разделат на некој период. Така мислам јас. И сум за брак да се сочува, затоа што смисолот семејството е нешто најдрагоцено што го имаме. Законот за семејство предвидува и постапка за мирење на брачните другари. Целта е повторно да се востанови брачната заедница во интереси на децата доколку се родени во бракот. Има случаеви каде што не е успешна мировната постапка, меѓутоа неретко во тие навидом успешни мировни постапки за кратко време или можеби за некоја година истите странки за жал ни доаѓаат со веќе децидни во одлуките за развод. Меѓутоа тоа сепак е индивидуално, зависно од секој брачен пар, зависно тука влијае, многу има влијание и колку сакаат брачните партнери па да соработуваат со центарот или со оделот за советувалиште или генерално со стручниот тим кој што работи при оделот за брак и семејство и заштита од семејно насилство. Рочиштето за мирење е посебно рочиште, каде што им се дава дискретност на странките, се исклучува јавноста и се одржува само во присуство на судијата и странките во постапката, а доколку судот утврди дека една од странките е потребно сама да се искаже во однос на дали истата ќе се мири или не, може судот да нареди и двете странки поединечно да се сослушаат на начин што доколку и рочиштето за мирење е неуспешно, меѓутоа по видување на судијата постои можност странките да се смират, во тој случај судот може и да го одложи рочиштето за мирење и да закаже ново. Во принцип им се дава предност на странките секогаш и затоа рочиштето за мирење не се спојува со главната расправа, за да може странките да се обидат, да се помират уште еднаш и по рочиштето за мирење. Рочиштето за мирење не се одржува во неколку услови кои што ги предвидува Законот за семејство, како што се доколку еден или обата брачни другари се соживеалиште во странство, доколку еден од брачните другари не е способен за расудување и други случаи. Семејно насилство, нетрпеливост, неверство, потребата од развод на бракот заради остварување на права од социјална природа, недостаток на комуникација. Листата е долга, не би можеле да се набројат само неколку причини за развод. Согласни се и адвокатите и психолозите и социјалните работници. Една од причините е и она што е тренд е семејното насилство, кое што се случува во семејните заедници, како директното, така и индиректното семејно насилство, кое што се врши врз едниот брачен другар од страна на другиот брачен другар,
тука мислам дека странките покажуваат најсилна волја дека сакаат да раскинат брачната заедница. Па оно што јас сум го видела, што звучи многу едноставно, а уствари што е една страшна голема причина за развод, тоа е недостаток или неправилна комуникација во бракот. Неможноста да се емпатизира со другиот, да се погледне на светот од местото на другиот, да се погледне на бракот од местото на другиот. Често се соочуваме со ситуации, со случаи каде што односот помеѓу партнерите со добивање на дете се менува, бидејќи целосното внимание го насочуваат на детето, се запоставуваат себе си, но и еден со друг. Различните мислења и ставови за тоа како треба да се воспитува детето доведува до конфликт кој на крајот секако води до развод, ако не се надминат истите. Една од причините за развод е и раното стапување во брак. Во земјава никој од органите не води евиденција за малолетничките бракови, а тие повлекуваат низа проблеми. Мал е бројот на представки до омбудсманот. Според податоците на УНИЦЕФ, 8% од сите жени на возраст од 20 до 24 години во земјата се омажиле или почнале да живеат во заедница пред 18 годишна возраст. За проблемот со детските бракови, одговори побаравме од Сдруженијето на правата на жените во Шуто Оризари и од Народниот правобранител. Изминатиот период имавме и случај каде што имавме малолетничка бременост и после 20-та гестацијска недела се обративме за да може да ја прекине бременоста. Таа беше средношколка. Тој случај навистина не остави впечаток бидејќи комисијата одлучи да не ја прекинува бременоста, иако знаевме дека како резултат на таа бременост таа ќе мора да вклучи нелегален брак и за жал така и се случи. Таа се породи минатата година, но повеќе не во таа брачна заедница, но за жал го прекина средното образование, иако е задолжително. Салија Бекир Халим е долгогодишна активистка за човековите права. Вели дека трендот на малолетничките бракови бележи благ пат, но бројките се уште загрижуваат. Невладината иницијатива за правата на жените во Шуто Оризари податоците за детските бракови ги црпи од малолетничките бременности на ниво на оваа општина. Таа бројка е некаде изминатава година некаде околу 16% на територија на Шуто Оризари, иако бројката е опадната за разлика од лани, каде што 20% беа. Меѓутоа, оваа година се уште имаме и за жал, тоа е показател дека сите ние како граѓани треба активно да се вклучиме во овој процес за надминување или елиминација на малолетничките бракови. Според неа проблем се и договорените бракови. Вели изјавата од видеото "Се мажам за Белгија", што повеќе од деценија кружи на социјалните мрежи, се уште е реалност. Често знам да кажам дека иако служи за шега на социјалните мрежи, но нас треба да ни укаже дека тоа е аларм за помош, особено за тоа што во тоа видео младата девојка ниту го знае името на со кого треба да биде нели како брачен другар. Тоа ни укажува дека ја знае само земјата и ни укажува дека тоа е договорен присилен брак. И сите ние треба да се запрашаме дали треба да се смееме на вакво нешто и да го игнорираме тоа видео, или сите треба активно да се вклучиме во елиминација на овие малолетнички бракови. Малолетничките бракови постојат, никој од органите не води евиденција, а тие повлекуваат низа проблеми, вели народниот правобранител Насер Зибери. Бројот на представки е мал. Лани само еден родител се обратил до омбудсманот, но ова не значи дека проблемот е елиминиран, а во таквата заедница често е појавата на семејно наследство кое не се пријавува. Институцијата Народен правобранител уште во 2017 година поднела иницијатива за измена и дополнување на Законот за семејство, Кривичниот законник и Законот за средно образование.
во делот на Законот за семејство, побаравме да биде елиминирана можноста да се дозволи стапување во брак или вон брак на малолетници, односно живење во вонбрачна заедница на малолетници. Бидејќи сегашната регулатива тоа прашање не го уредува, односно законот дозволува стапување во брак на малолетник кој има наполнето 16 години, доколку родителите се согласни, а Центарот за социјални работи даде позитивно мислење. Исто така во делот на кривичниот законник баравме да се забрани полнолетник да стапи во брак или вонбрачна заедница со малолетник. И во делот на Законот за средно образование да се стави обврска родителот да го пријави случајот кога детето отсуствува од воспитно-образовниот процес како резултат на отпочнување на вонбрачно или брачно живење. Но процесот се уште трае, а резултати нема. Обезбедувањето заштита на детето и неговите права не се само обврска на родителите и блиските роднини, туку и на сите институции во системот, вели Зибери. Во делот на интервенциите во Законот за семејство дадено е позитивно мислење на ресорното министерство, Министерството за труд и социјална политика, и последните информации говорат дека тоа прашање е опфатено во предлог измените на Законот за семејство, односно инкорпорирано е во одредбите од граѓанскиот законник, кој се уште е во фаза на изготвување во Министерството за правда. За жал, тој процес трае предолго и ефектите од евентуалната примена на ваквите одредби се очекува, односно до сега нема никакви резултати. Според последните информации на УНИЦЕФ, 8% од сите жени на возраст од 20 до 24 години во земјата се омажили или почнале да живеат во заедница пред 18 годишна возраст. Уште позагрижувачки е што 45% од жените ромки на возраст од 20 до 24 години биле мажени или живееле во врска пред 18 годишна возраст и 15% жени од истата група биле мажени или живееле во врска пред 15 годишна возраст. Комитетот за правата на детето на Обединетите нации препорачува дека е неопходно да се спроведат силни мерки за искоренување на детските бракови и за подигање на свеста за негативните ефекти од таквите штетни традиционални практики за децата, особено кај ромското население. Секој развод е посебна приказна, но има и разводи кои знаат да потраат и подолго време. Во тие постапки најмногу време одзема докажувањето на личните и имотните прилики на брачните другари, како и нивните приходи кои се важен фактор за утврдување на начинот на чување, доверување и издржување на децата. Причините не се само на страна на странките. Значи, прво причините за долготрајноста на постапката е во зависност и дали постапката е поведена по тужба, како што наведов, или е по спогодбен развод на брак, односно по предлог. Често пролонгирање се случува поради вина и на судовите, поради ротација на суди, поради отсуство на судечкиот совет, така да некогаш странките за да ги остварат своите права во постапката, калкулираат со време, си даваат можност на одложување, некогаш се прибавува и здравствена документација за одложување. Причините за таквото одложување дел се јасни, дел се нејасни, меѓутоа пролонгирањето на постапката зависи пред се од ефикасноста на судот и волјата на странките за да завршат таа постапка. Поведувањето постапка за развод на брак не значи дека странката ставила крај на заедницата. Институциите се тука да помогнат во мирењето, но потребно е партнерите преку јасна комуникација да изградат мост на блискост. Понекогаш е тешко да се спаси бракот, но семејството е се уште местото каде што можеме да ги решиме предизвиците што ги носи животот, советуваат нашите соговорници.
Странките можат и меѓу рочиште да се договорат, да ги уредат своите меѓусебни односи, права и обврски после брачната заедница. До завршување на главната расправа, странката која што ја покренала тужбата може да ја повлече својата тужба, со што ќе се смета дека тужбата е повлечена. Законот дава можности по донесување на пресудата, а пред нејзината правосилност со согласност на другата страна да биде ставена вон сила истата пресуда, така да чекорот за поведување на постапка за развод на брак не значи дека странката со тоа ставила крај на заедницата, туку само можност и во нивна неможност самите да си помогнат, институциите да им помогнат во нивно мирење. Се уште бракот и семејството е место каде што многу предизвици што ги дава животот, многу проблеми што ги дава животот, во воспитувањето, во нашето живење, во здравствените проблеми што ќе се појават, во емоционалните проблеми, сепак е едно од најдобрите места каде сето тоа можеме да го решиме, каде ќе дојдеме со заеднички сили до некои резултати и за нас лично, нели, оние двајца кои се во бракот, а и за децата. Потребно е партнерите да имат јасна и ефикасна комуникација за сопствените потреби, желби, емоции, како би изградиле, со што би изградиле мост на блискост помеѓу нив и сето тоа би се постигнало доколку двајцата се фокусираат еден на друг, а не еден против друг. Јунг рекол дека функционирање на една здрава личност е, нели, идеално, кога личноста нема да има очекувања, ама нормално ние живееме во една реалност во која што не можеме да живееме без очекување, особено ако некој нешто ни вети. А ние кога, нели, подпишуваме на матичар, сите ветуваме дека ќе се грижиме едни за други, ќе се работуваме до крајот на животот. И тоа самото, тие зборови и тоа подпишување на документот донесува дека ние ќе очекуваме, ама нормално, нели, на наш начин како ние тоа го гледаме. Така да потребно е многу сила, многу трпение, многу компромиси, многу работа на себе, интроспекција, да се видим јас каква сум, што сум, за да можам да го видам и тој другиот. Податоците на Forbes покажуваат дека Шри-Ланка е држава со најниска стапка на разводи во светот, а Филипините заедно со Ватикан се единствените земји каде разводот е незаконски. Што се однесува до професиите, келнерите и стюардесите имаат највисока стапка на разводи, а најмалку се разведуваат стручните лица едуцирани во областа на математика, статистика и финанси. Тука е крајот нова сезона на Само прашај. Се гледаме повторно од септември.